raspni go, raspni go, raspni go, Isusa. Drugi spasuvaše, sebe ne se spasi, Oče moj ne ostavi. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mrtvi voskresna, grobovi zinaja, temnina vo šesti čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus zamina. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mir vam, tatko moj koji si na nebesata, da se sveti imeto Tvoje, da dojde, da bide voljata Tvoja, da se sveti imeto Tvoje. Imeto na naši od tatko, na naši od Bog, Otec. Ние зборуваме за татко, а не само за Бог. Името преку кое тој станува видлив за нас, значи слика на троединиот Бог, односно на Бог се присутен Исус Христос, татко мој кој си на небесата. Значи ние имаме татко кој е на небесата. По тоа подразбираме дека и ние сме од небесата, тука сме паднати. Паднати сме на земјата, затворени сме во материја, во тело, базично. Татко наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да се свети името Твое, името Негово Исус Христос. Исус Христос, видливо Исуса Христа, се присутниот Бог, кој никој не го видел, но е видливо Исуса Христа, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, царството Негово на небесата, да биде волјата Твоја, Негова, на Отецот. Ние зборуваме за татко, односот татко, син е друг, а друго е Бог некој, таму некаде некој Бог, кого не го познавате, кој може би е страшен и ќе ве фрли во печка, ќе ве пече. Ако имате таква представа за Бог, иако е пишано во псалмите, Бог, Он вечно не се лути. Ете, псалми се, имаме Стари Нов Завет, како што сме ги поделиле. Стариот Завет е оној законот, Божиот закон, кој луѓето не можат да го исполнат, затоа што немаат сила, бидејќи се падната природа, истиснати се од царството на духовите, Отецот на духовите. Значи, ние сме духовна природа, нашата базична коренита природа е духовна и затоа ние не се снаоѓаме во ова гревовно тело. Похотта на телото, желбата на очите и гордоста на животот не свлечкуваат и не можеме да ги издржиме 10 Божји заповеди. И затоа дојде, значи, Он ги зеде, пазете, Он ги зеде, Исус, Он ги зеде нашите греови. Он, јагнето Божјо, Исус Христос, кој ги зеде, пазете во овој стих, гревовите на светот. Знаете, да дојде еден човек и да ги земе гревовите од сите паднати ангели, од сите демони, од сета природа што е падната на земјата. Јагнето Божјо, пазете Исус, како јагне беше одведен на колене, јагнето Божјо, кој ги зеде гревовите на светот. И вашите гревови, кога би го разбрале тоа што значи
дека семокниот Бог видлив во Исуса Христа дојде и ги зеде нашите греови, за да ни даде сила на сите што го примија од синови човечки, гревовна природа, несовршена природа. Што и да ви дадат, ќе ви недостасува. Најбогатите луѓе се самоубиваат, се дрогираат, мразат, сакат да земат уште повеќе. Вам ви недостасува Божјата љубов, односно Царството Божјо, односно Божјото, волјата на нашиот Отец, која е љубов, која е базична природа на љубовта. 137-миот псалм, значи Стари и Нов Завет, Стариот Завет, доаѓа Исус, прави Нов Завет, на сите што го примија им даде сила да станат синови Божји. Имаме псалми кои се безвремени, хор на ангели во една црква одев, претходно во една заедница помагав, ме испрати Исус таму да служам, да помагам, да работам на исцелителни служби. И употребував еден термин хор на ангели, ме осудија за тоа хорот на ангелите. Хорот на ангелите ги пее псалмите, иако се пишани како Давидов псалм, оној псалм. Видете, ние можеме и апостол Павле да видиме, или некој таму друг што пишува, денеска објави. Ние зборуваме за духот на нашиот Отец, кој е љубов, кој пребива и кој се објавува, ние сме само садови. Садови. 137-миот псалм, ке те славам Тебе, Господи, Оче мој, со сето срце свое, и ке ти пеам пред ангелите Твои, хор на ангели, затоа што ги услишај сите зборови од устата моја. Замислете да сте син Божи, да пребивате во Божјата љубов и да ги и услишува сите зборови од устата моја. Слава ти, татко мој. Пред некое време ми се расипа оваа камера со која ги снимам. Почна да се прави темно, да фокусот се расипа. И во еден момент реков, татко мој, Исусе, јас треба да снимам завети, јас немам средства. Сега ти ќе ми купиш камера. И сега знаете што се случува за една недела. Од Лондон пријатели, сотрудници, без никој да им каже, ми пуштаат 212 евра. И викам, што се ги правам со 212 евра? Од Лондон, од Перт, Австралија, се јавува сотрудник, ќе дојде и го прашувам да ми помогне да купам камера. Првен ми рече, не, потоа, утре ден ми вика, сликај ми ја камерата твоја, што е раси моја, сликам камерата и ми, по еден ден ми вика, најдов камера. Значи, од кога му реков, Исусе, ти ќе ми најдеш камера. Видете, значи, затоа што ги услиша сите зборови од устата моја. 137-миот псалм. По една недела доаѓа човекот од Перт и ми ја дава камерата и ми ја дава сметката за камерата. Значи, купил камера и ми купил картичка за снимање, веќе. Камерата не може без картичка, нема мемориска картичка. Цената беше пресметана од австралиски долари во македонски денари и во евра 212 евра. Значи, за една недела Исус ми прати од Лондон 212 евра. Прати човек од Австралија, Перт, Западна Австралија, знаете каде, ми ги врати. Еве, сега снимам со новата камера. Слава ти, татко мој, значи, ке те славам Тебе, Господи, слава ти, Господе Исусе Христе, со сето срце свое, и ке ти пеам пред ангелите Твои, и ке ти пеам пред ангелите Твои, слава ти, Господи Исусе Христе, и ке ти пеам пред ангелите Твои. Затоа што ги услиша зборовите од устата моја. 212 евра, за да ми каже, се поклонувам пред светиот Твој храм и го славам името Твое. Кој е тој храм? За милоста Твоја и за вистината Твоја, зашто го возвеличи името свое свето над се, свето име над секое име. Видете, правам помен од годиштина на мојот татко кој премина кај Исус, значи го гледавме тоа со мојата сопруга. Како ги отвори очите изнемоштен, се насмеа, не погледна и како душата заминуваше кај нашиот татко на небесата со Исуса Христа. И бидејќи православните адети, православието, македонската народна култура влече корен од неолитот, видете, од бронзеното време, ќе видите истите адети. Значи, кога веќе правам плоча и споменик, јас го нарекувам на смртта на гробот, напишавме покрај тоа што ги ставивме имињата на мојот татко, кој замина, се представи пред Бог. Мојата мајка, која се уште е жива во земно време, го ставивме оној стих од Исус, веќе ако правам некој споменик да биде за Исус, кој верува во мене и да умре ќе живее.
И среќавам одредени роднини, сотрудници имаат проблеми, например, кај одредени семејства се случуваат погроми на одредени состојби. Например, машките деца од семејството, мажите умираат рано. Знам неколку такви случаи. Дека ќе почнете да им објасните дека треба проклетството да се растури. Има еден закон, значи Стариот Завет, око за око, зап за зап, што си правил, си го направил на себе си, ќе треба да го отправиш сега, да го трпиш на себе си. Си убил некого, тебе ќе те убиваат, си мразил, тебе ќе те мразат. Значи проклетство по машко. Умираат мажите, двајца мажи умрени, двајца браќа. Нивните две деца, синовите, едниот умрен, другиот се тука некаде. Нивните две деца не се во ред, пак сега машки деца доаѓаат други, знаете. А луѓето не веруваат. Во оној ден јас ви зборувам да му се предадете на Исус. Он ги зеде сите проклетства. Беше закован на крст. Проклет да е оној што виси на дрво. И ги зема сите проклетства од светот. Исус може да ги земе сите ваши проклетства. Сите ваши проклетства да му се предадете на тоа што е во вас. Тоа што е во вас сатанската природа спротиставена на Бог, што не ви дозволува да му го предадете својот живот на владење на Исуса Христа. Во оној ден кога ќе те призовам, видиш, не требаше тој псалм да го читам 137, ајде веќе тргнав. Во оној ден кога ќе те призовам, услиши ме брзо. Внеси бодрост. Услиши ме брзо. Пазете, внеси бодрост во душата моја. Знаете, кога вие се надевате дека имате татко на небесата и кога имате проблем како што она со камерата, татко мој, јас не можам да го решам овој проблем, помогни ми. Помогни ми да го решам. Било што ќе се реши по извесен период, ќе видите. Ќе те прославувам, Господи. Ќе те прославувам, татко мој. Сите земни цареви, штом ќе ги чујат зборовите од устата моја. Земни цареви, пазете, лажни цареви. Сите еден ден ќе паднат ничком, зашто нему му е дадено да му се покори секој началство и власт и сила, и ќе воспеваат за патиштата Господови, зашто е голема славата. Голема е славата Господова. Зашто возвишен е Господ, Отец наш, и смирениот го гледа. Смирениот го гледа. Нема мир за грешниците, а грешниот, а горделивиот оддалеку. Горделивиот оддалеку го познава. Кога ќе дојдам, например, во состојба кој луѓето се горди, ништо не примаат, ништо не слушаат, само зборат сами за себе, осудуваат. Нито тоа е сатанска природа. Молитвата вели нека биде волјата твоја. Целата суштина на христијанството е да му се предадете во владење на Исуса Христа. Значи, волјата негова, бидејќи Исус е представник на Бог, на Отецот. Отецот живее со сета негова полнота во Исуса. Значи, треба секоја мисла на едно место, на повеќе места е пишано, да биде покорна на Исуса Христа. Вие треба да ги имате истите мисли што ги има Исус Христос. Нека биде волјата твоја. Пазете, спротиставен горд не прифаќа ништо. И само тој зборува и целиот муавет е затворен систем. Не може да му кажеш ништо. А има проблем. Семен проблем. Проблем на материализиран грев кај едно дете. Знаете? И што да му објасниш? Како што вели, тоа е состојбата кога еден умре за сите. Подобро е да умре еден за сиот народ. Тој умрел за сите, а вие не го прифаќате. Тоа баш ми е гајле што умрел Исус, јас ке си го носам греот свој. И тогаш ќе го носиш греот свој, ќе имаш смрт, болест, болки, страдање, проклетства. Еден ден кога ќе бидеш готов и стар, ќе плачеш и ќе липаш и ќе си го промашил патот, си одел по широкиот пат што води кон пропаст. Никогаш не е доцна, ако крекнеш на колене, го повикаш од срце. Исус, и како што јас му реков, татко мој Исус, јас морам да немам, што ќе правам без камера. И тој ми купи камера од Лондон преку 212 евра ми прати. Точно толку кошташ. Чинеше камерата. И можам да ви кажем и други примери. Замислете, тој горд не ќе да слуша, има проблеми. Не ќе да се подчини. Покорете се на Господа и Бог ќе ве подигне. Ајде, секоја мисла, вие ги имате вашите мисли, ти мислиш дека ти знаеш, ти ќе правиш како што сакаш. Не може така. Така направи сатаната и паднавме сите. На земјата сите сме паднати ангели. И го живееме овој живот. Некогаш ви се делува дека земјата е она приказна за Адам и Ева истерани од рајот. Тој му рече да не јаде од дрвото на познанието на доброто и на злото. Ние јадеме од дрвото на познанието на доброто и злото. И сите знаеме, гордите, знам се,
Знаеш što je, kako je, nema potreba. Ti mu veliš da se pomolam, imaš problem. Ne, znam ja što mi je, si pijam apčinja. Pa pisi apčinja. Mu umira decata, ti mu kažeš, može bi ima nešto gore. Ti mu veliš deka ima. Može bi ima. Čovjek što se somneva nema ništa da dobije. To je kako bran koji udirao bregot. Nije zboruva me zašto voz više nek Gospod. I smireniji od go gleda, a gordelivio to daleko go poznava. Pohota na teloto, želbata na očiti i gordosta na života, te to što ne odvraća od Boga. Nije ne možeme sami. Potreben nije Isus Hristos da izlezeme. Nije se kjavame deka nešto ni ne dostiga. Najbogatite luje, najmoknite se kjava deka nešto im ne dostiga. Ti je sakat nim da im se pokloniš, nim da im se pokorvaš. Samo na Gospod moj Bog mu se poklonuvam. Namjesto ti da mu se poklonat na Bog, da go dadat si od tovar se ta bolka, bolest i stradanje, prokletstvo, magiji. Da gi ponese Isus, to je da gi zakova na krstot. Da pominat niz ogan što izgoruva, da go zapalat plamen od duhot životen, što je vo sekog od nas. Da izgori sekoja nečistotija što je vo nas misla, zbor, postupka, delo. Sekoj što negoljubi brat od svoj prebiva vo smrta. Koji negoljubi brat od svoje čovjeku ubije, spaze, tako nekoga nareče brat od svoje budala, 100 pati ke bi da osuden, koliko pati nije osuduvame. Nemame sila, zato treba da imam istite misli na Isusa Hrista, koga ke se najdam vo taga. Ti život mi davaš, tatko moj, Isuse Hriste, ti život mi davaš, znači to je dal život na se. Ja pružaš rakata svoja, vrz jarosta na moji te neprijatelji i tvoja ta desnica me spasuva, te saka me, Gospode Isuse Hriste. Koga ke se najdam vo taga, to se odnesuva na sekogo. Ti život mi davaš, tatko moj, vo ime to na Isusa Hrista. Ja pružaš rakata, znači ja krevam rakata i to ime drži za rakata. Ja pružaš rakata vrz jarosta na moji te neprijatelji i tvoja ta desnica me spasuva. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Imavme četvorica prijatelji su trudnici od jedna zajednica od Hrvatska, znate, i gi snimiv, prvi odpad gi snimiv. Za svedočenje beš ubavo svedoštvo, posebno jedno mlado momče koje je pominao na vistina niz Golgote, izvrečen od Isus. Kad ima nadprirodni sostojbi dobro objasnova kako ravoti satanata nekoliko pati, šteta što ti je od Hrvatska brakjata. Podelate ki gi poznajete, se povlekova, iako je zboruva, da ne gi puštam svedoštva tama. Jaz dali da go slušam čovjek ili Bog, ako sakav da bidam Hristov sluga, nema da slušam luje. Ako, što sam Hristos, jas nema, što sam s Hristov sluga, ja sluge to ne gi slušam što saka, da li saka Gospod da vide svedoštvo to. Znači to je svedoči, nekoliko pati mu je ponudeno, znači bil zavisnik od droga. Da li se otkažuješ od Isus i go primaš satanata za svoj gospodar i spasitelj da potpiše. Jednaš potpišal vek je. Ona drogirana se ostavio potom 2 časa, 3 časa go gorel, livčeta ne moželo da izgori. Zato što Božji od glas mu se javil i go izvlekol. Nekoliko pati, da li se otkažuješ od Isus i go prifakeš satanata za svoj gospod i spasitelj. Nije zboruvame za izbor. Ako ne ostaneme vo Isus, satanata ke vezeme, ke vez vlečka dolu i nema da vide dobro. Može da se rasprava crkovne denominaciji, da li ima večno prokletstvo ili nema. Pišeno je vo psalma, Bog večno ne se luti, no sekako ne je dobro da nego izberete Isus. Ja sam portata na spasenijeto. Isus, ja sam portata na spasenijeto. Ako razbirate jazik makedonski, ako vi je srce to zatvoreno, so oči te ne gledat, suši te ne slušat, i so srce to da razbera, tada se pokajete i da vi isceli. Zašto ste se pokajali? Zašto ste se protistavili na Bog? Ste go izbrali satanati, ste padnati angeli, padnati ste na zemljata. I tuka ste dojedeni samo za da go izberete Isus Hristos, da se vratite u Božje to carstvo na nebesata. Vi se kjavate deka nešto vi ne dostiga nešto. Pak da imate ušteke vi ne dostiga, sakate da zemete se, vi da se proglasite za Bog, to je satansko, to vi da vladejete. Isus dojde i im beše sluga na site, dobri od pastir, ne dozvolува niti jedna ovca da bide zagubena. On ja dava dušata svoja za ovcite i vi treba da je dadete dušata svoja za svojite brake i sestri. Toga se vraćate, se usavršuvate vo ljubav i stanuvate
дел од Божиото царство на небесата. Господ ќе направи, Псалм 137, мислев да го читам 138, мислев прво Солуњаните, најдено Духот ве води. Господ ќе направи што е добро за мене. Нека биде волјата Твоја и Твоја. Ти сакаш нешто да направиш, удираш со глава во зид, се караш, осудуваш, псуеш, мразиш, колнеш. Ќе истрошиш својата животна сила и својот век на глупости, ќе те одиш по широкиот пат што води кон пропаст, наместо по тесниот пат што води кон животот, по патот на Исуса Христа. Тоа подразбира да се љубите меѓу себе, како што јас ве возљубив, вели Исус. Тоа подразбира да научиме да ги љубиме сите. Сите до крај ве возљубив. Господ ќе направи што е добро за мене. Препуштање во Бог ви праќа некој човек, ти велиш зошто ми го праќаш овој Господи? Не велиш така. Ќе ви го дадам тоа што го зборувавте, мрморите, колнете, осудувате, се само осудувате, се само проколнувате. Во зборовите има живот и смрт, во зборовите има живот и смрт. Тоа што го зборувате, тоа ќе ви го дадам, изгинавте сите во пустината. Господ ќе направи што е добро за мене, препуштање во Него. Твојата милост, Татко мој, Господи, е вечна. Пазете, вечно проклетство се расправаат протестанти да не се молеле за мртвите. Јас денеска бев попот отпеа таму, ги спомнам мртвите. Се молам за мртвите, да им дадеш сила. Оче мој, во името на Исус, да те познаат, да те изберат, да се спасат. Сите да се спасат, ни една овца да не биде загубена. Господи, Твојата милост е вечна. Милост не е вечно проклетството. Твојата милост, мојот татко е милослив, многу милостив и долго трпелив. Господи, Твојата милост. Слава Ти, татко мој, за тоа. Ме донесе да го читам овој псалм. Се расправаат дали постои вечно проклетство или не. Значи Господ со едните спасени ќе седи во една соба, а другите ќе ги гледаат како се печат и горат во вечен оган. Господ не е сатрап, не е Макрон, например, како што некои мислат. Ако убиваш неверници, ќе ви даде девици горе. Господ, ние зборуваме за татко, за отец, за припадност. Значи, од раб Божји, во чедо Божји, во дето Божји, па во син и керка Божји, па во наследник Божји, па во сотрудник Божји, па во пријател Божји, па во пребивање во Бог, пребивање во љубовта. Слава Ти, Господи Исусе Христе, те сакам, татко мој. Твојата милост, Господи, е вечна. Псалм 137. Милоста на мојот Отец е вечна. Милоста е вечна. Дали вие ги разбирате писмата или само со ум поделени деноминации, наместо во духот телесниот човек не го разбира духовното? Твојата милост, Господи, татко мој, е вечна. Делата на рацете своји не презирај ги. Делата на рацете Твои, мои, своји, не презирај ги. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Мислам да го читам 138-миот псалм, но го прочитав 137-миот, зашто Духот на мојот Отец ми кажа: Твојата милост, Господи, е вечна. Направи и мојата милост да биде исто така вечна и моето срце да ги љуби сите. И мојот ум да биде умот на Исуса Христа и да станам Христолик и да се облечам во љубовта, еве дојде едно куче. Да се облечам во љубовта, да пребивам во љубовта, да бидам љубов како и Ти, татко мој. Те сакам, Господе Исусе Христе. Слава Ти, татко мој, во името на Исус. Брати и пријателе, постапката е едноставна. Ја знаете приказната за блудниот син кој се враќа, блудниот син кој се враќа и му вика: татко, погрешив пред тебе и пред небото. Татко мој, погрешив пред тебе и пред небото. Значи, кога ќе го направите тоа: татко мој, погрешив пред тебе и пред небото, потребна ми е Твојата сила, се покајувам за секој грев што сум го направил. Со збор, мисла, дело, постапка, се откажувам од гревот, им простувам на сите. Исусе, дојди во моето срце. Исцели го моето тело, исцели ја мојата душа. Кога ќе почнете да пребивате во љубовта, да ги имате истите мисли кои ги имаше Исус Христос: љуби го својот ближен како себе си. Љуби го својот ближен како себе си, како себе си. Простете и ќе ви биде простено. Молете се за непријателите своји. Благословувајте ги оние што ве колнат.
правете им добро на оние што ве навредуваат и гонат. Кога ќе пребивате во љубовта, тогаш ќе бидете исцелени. Има луѓе исцелуваат, креваат раце, подегаат, изгонуваат демони, знаете. И по еден период ќе мисла дека тие се исцелителите, дека тие прават нешто. Човек се исцелува кога ќе се врати во редот на љубовта, кога ќе му дозволи на Исус кој чука, еве чукам на вратата, кој ќе отвори, ќе влезам и ќе вечерам со него. Чука на вратата на твоето срце, ќе му дозволите да влезе во твоето срце и ќе почне оганот кој се огорува. Мојот Бог е оган кој се огорува, да изгори се што не е од Бог. Во вас ќе се ќавате внатрешен пламен и оган, топлина и жештина и ќе излегува од вас. Ќе го се ќавате, тој е процес да му се предадеш на Исус, како што сатаната му нудел на оној сотрудникот од Хрватска кој не ќе да сведочи, затоа што им кажав дека не сум дел од нивната црква. Јас сум дел од црквата на Исуса Христа, црквата на небесата. Не сум од овој свет. Го сакам Исус, му припаѓам на Исус, се мое е твое, се твое е мое. Ние зборуваме за припадност на Исус. Тоа е христијанство. Сето друго се градби, надворешни обреди, деноминации. Да се вратиме, значи, Твојата милост, Господ ќе направи добро за мене. Тој знае што треба јас да правам. Јас не правам ништо од само од себе. Што да направам денес за Тебе, Исусе? Господ, Твојата милост, Господи, е вечна. Ние зборуваме за милостив Бог, кој ги љуби сите, кој го дава својот живот за овците, кој оди додека последната овца не биде спасена, изгубената да ја најде, додека не ја најде загубената овца. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Татко мој, мир на сите оние кои ќе го повикаат Твоето име, љубовта да се насели во срцето кој ќе речете Исусе те сакам, простување на гревовите на сите оние што сега ќе им простите на најлутите непријатели, покајување на најмислите грешни мисли, повик на Исус да дојде во вашето срце. Татко мој, Ти благодарам за се што си ми дал, што е во овој ден си во моето срце. Ти благодарам што си ме возродил во Македонија, земја запишана во Светото Писание. Те молам да останеме тоа што сме, во Твојата љубов, во Твоето срце, зашто Ти нема да дозволиш ниту една овца да биде изгубена. Господ ќе направи се што е добро за мене, а и за тебе, брати и пријателе. Ако му го предадеш својот живот, му го вратиш својот живот кој тој ти го дал, се вратиш во прегратката на неговата љубов, од спротивставена нељубов природа, од сатански дух, дух на нељубов, од духот на љубовта. Амин. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Амин. Тие викаја, распни го, Исуса. Други спасуваше, себе не се спаси, Оче мој ме остави. Прости им, татко, не знаат што прават, Оче, прости им. Прости им, татко, не знаат што прават, Оче, прости им. Мртви воскресна, гробови зинаја, темнина во 6 час. Земја се тресе, карпи распрсна, Исус замина. Прости им, татко, не знаат што прават, Оче, прости им. Прости им, татко, не знаат што прават.